Со Богородица стоиме под крстот. Отче, во Твои раце го предавам својот дух. Исус извика гласно и рече: Отче, во Твои раце го предавам својот дух. И штом го рече тоа, издивна. Оваа совршена молитва, изговорена од длабочините на срцето на нашиот Господ, оди во срцето на самиот живот. Тоа кажува се. Тоа е молитва за целосно предавање на Отецот, молитва на целосно напуштање и непоколеблива доверба. Додека нашата блажена мајка стоеше во подножјето на крстот, без никакво сомневање дека таа му се придржи на својот син во неговата молитва за совршено предавање. Таа не само што му го принесе својот живот уште еднаш на Отецот, туку го понуди и на нејзиниот син. Да му се предадеме на Отецот, потполно да му се препуштиме, и тоа мора да биде наше секојдневно послание. Нема ништо поважно од ова во животот. Исус избра да ја направи оваа молитва за предавање, последното нешто што ќе го каже од крстот, како и што е запишано од светиот евангелист Лука. Евангелието на свети Иван го открива како Исус вели: свршено е. Овие две изјави од нашиот Господ јасно покажуваат дека Исус бил совршено едно со Отецот во неговите последни моменти на крстот. Да размислиме малку и за ова. Додека Исус висеше на крстот, понижен и во страшни болки, ни даде еден прекрасен пример на препуштање. Бидејќи беше совршен во секој поглед, тој не се препушти на себе и не тонеше во самосожалување, гнев или жалење. Суровоста што ја прими од многумина не го одврати од постојаното предавање на својот живот на Отецот и на неговата света волја. Наместо тоа Исус ја избра ова најбедна, прогонувана состојба за да го потврди своето бескрајно заедништво со својот небесен Отец. Многу често во нашите животи, кога се појавуваат крстови, почнуваме да ја губиме довербата и надежда во Отецот. Внимателно ги испитуваме нашите рани и размислуваме за неправдите што ги претрпуваме. Дозволуваме на болката и тагата да не ги отвртат погледите од Бога и наместо тоа гледаме во себе. Оваа молитва искажана од нашиот Господ и која одекна во срцето на нашата блажена мајка, беше искажана делумно како поука за секој од нас. Прво се молеше затоа што беше совршен израз на тоа кој е Исус. Второ, е искажано сето тоа за да го наследуваме. Како му се вие предавате на небесниот Отец? Колку често ја молите оваа молитва? И кога ја молите, колку целост оваа молитва станува реалност во вашиот живот? Да се предадеш, тоа значи да дејствуваш. Тоа е повеќе од одлука, тоа е континуиран чин на нашата волја, што го продлабочува нашето предавање додека не биде потполно и конечно. Размислете денес за оваа совршена молитва на нашиот Господ. Отче, во Твои раце го предавам својот дух. Постојано молете со ова. Ако можеш, клекни на колена или легни ничкум пред нашиот Господ, пред крстот. Размислете исто така за оваа молитва, како ја кажа нашата блажена мајка од длабочините на незиното срце. Таа постојано го даруваше својот живот и му се придржи на својот син во овој совршен и последен принос на Отецот. Таа го стори тоа додека стоеше и гледаше во својот син со мајчинска љубов. Моја најдрага мајко, додека стоеше пред Твојот син и го слушаше како ги изговара овие свети зборови,
ti gi napravi da bida tvoj. Slobodno i sesrdno go prinese svojot Božestven Sin na nebesni od Otec. Ti isto tako go prinesi svojot život ušte jednaš vo jedinstvu so žrtvota na tvojot Sin. Moja sakana majko, moli se za mene, da možem da go naprava mojot sobstven život sovršena žrtva na nebesni od Otec. Pomogni mi so tvojite molitvi i primjer da ne zadržuvam ništo za sebe. Ti davam se, mila majko, za da me prineseš na Otec od dvojedinstvo so prinosot na tvojot Sin. Gospod moj, na umiranje go predavam moj od život vo tvoji race. Ti predavam se, za da može moj od život da mu se prinese na Otec od dvojedinstvo so tvojata sovršena žrtva. Zemi me, moj Gospodi, primi me i pravi so mene kako što sakaš. Presveta Bogorodice, moli se za nas. Isuse, verujem vo tebe. So Bogorodica stojíme pod krstot.